Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу. А на денешното мени печено пиле. Меѓутоа на малку поразличен начин од она што сте вие дома научени да печете кокошка, пиле или пилешко месо. Денеска ќе го направиме полека и тивко. 2 часа на 80 степени, потоа ќе го подоладиме и ќе го допечеме на 220 степени 20 на минути, додека неговата коричка не стане убава и крцкава. Со тоа ќе направиме еден македонски, свадбарски, домакински ориз со зеленчук и со црвен пипер. Следете не за тоа што веднаш почнувам. Лимонот дава секојаш свежина и идеален кога печеме пилешко месо, затоа што киселоста одговара на вкусот на пилешкото месо. А денеска, драги мои, ќе направиме едно домакинско пиле кое ќе биде идеално испечено. Двојна термичка обработка. Што значи тоа? Прво, ќе го земеме пилето и убаво од сите страни ќе го посолиме со сол и со бибер. Потоа ќе го намачкам со малце масло, меѓутоа ќе додадам и растопен путер, затоа што путерот ќе даде една многу убава боја, нели, а и путерот секогаш иде со пилешко месо, затоа што и секогаш му е потребна маснотија плюс, затоа што е многу суво месото, меѓутоа е многу здраво, нели. Убаво насекаде со сол и да не забораваме во внатрешниот дел, затоа што и тоа е многу важно. Одлично, сега ќе му додадеме и бибер. 2 часа на 80 степени. Пилешкото, за да биде здраво за конзумирање, потребна е температура која е 75 степени. Одлично, сосема доволно. Малце масло. И тоа сега ќе го ставам во чинијата. Ете така. И убаво ќе го премачкам насекаде, па и во натрешноста ќе додадам од маслото. Маслото е најдобар спроводник на енергија, меѓутоа, првиот пат кога ќе го печеме на 80 степени, всушност тивко го обработуваме месото со цел да биде сочно и убаво кога ќе го допечеме. Ова пиле можете денеска да го ставите во вашата рерна, да го обработите првиот пат, 2 часа на 80 степени, и откако ќе олади да го ставите во вашиот фрижидер, завиткано убаво во најлонска фолија и заштитено, а другиот ден кога ќе дојдете од работа, штом влезете дома, уклучете арерната на 200-220 степени во зависност од тоа која рерна како пече, додека се средите, пресоблечете, рерната ќе биде загреана, а вие само ќе го додадете пилето убаво да се испече, а ќе биде печено во тој момент кога ќе фати убава румена бакарна боја. Нели, многу важна работа кожата да биде крцкава, затоа што кожата е многу важна работа да биде крцкава, соленка, за месото да биде уште повкусно кога го јадеме. Откако ќе го намачкаме и откога ќе го измасираме убаво, тогаш во него, во внатрешниот дел, ќе додадам свежи зачини, малце лукче и лимон. Она што го кажав на самиот почеток, да даде убава дополнителна свежина, која секогаш добро оди со пилешкото месо. Свежите зачини се спремни. Лимонот ќе го исечеме на четвртники. Така, а лукчето сега многу ситно ќе го исецкам и ќе го додадам во растопениот путер. Ќе го измешам путерот и лукчето и со четка ќе премачкам насекаде од озгора, од сите делови на пилешкото. Лукчето мора да биде многу добро исецкано и ситнето. Ете така, и сега го ставам во путерот. Со четка убаво ќе го премачкам. Посебно ќе обратам внимание на делот кај што се пилешките гради. Обично се прави едно мало дупче во кожата и внатре се ставаат цели парченца путер со цел да навлезе во месото и месото да биде уште посочно кога го јадеме. Меѓутоа и на овој начин ќе биде одлично. Замислете за тие 2 часа додека го обработуваме пилето, се што има од вкус ќе навлезе во месото, а месото на крај ќе биде навистина превкусно. Сега да го свртиме и од другата страна. Шубаво.
Одлично, тивкото готвење на месото е многу интересно за тоа што месото не ја губи формата, не губи од ништо, него едноставно добива сочност и вистински вкус. Јас сум спремен со пилето. Сега ќе го отворам во внатрешниот дел и ќе ставам прво еден дел од лимонот, па ќе ги додадам зачините, па пак ќе додадам лимон и убаво наполнете го. Скроз до крајот на пилето ставете ги и зачините и лимонот. И сега замислите етеричните масла што ќе направат од мечината душица и од розмаринот. Идеален вкус, ништо друго. Сега, во ревната од оздола ставете едно тавче. Најубав ефект ќе добиеме ако кокошката или пилето ги ставиме на решетката, а под неа имаме тавче каде што ќе капе вишокот од месото, или све што ќе излезе ќе капне доле на тавчето, рерната нема да се испралја. И многу важна работа, пилешкото кога ќе го обработуваме на 80 целзиусови степени, кога ќе биде готово, ќе биде како сварено. Меѓутоа, не се секирете. Ако сакате веднаш да го испечете, оставете го 20-25 минути да подолади малце, да се стегне. А потоа ставете го да се пече, како што кажав, на 220 степени, 20 или 25 минути ќе биде идеално. Денеска, за ваше задоволство и за моje задоволство, ќе направам еден од основните мајки сосеви кои се вика велуте и се прави со пилешки бојон. Основата е путер, брашно, французите би рекле ру, запршка. Откако ќе направиме запршката и нема да дозволиме брашното да изгори, во него ќе додадеме и ќе го збогатиме со синап и малце лукче. Потоа ќе додадам постепено пилешки бојон и ќе оставам сосот полека да се сготви. На крај, за да го збогатам уште малце вкусот, ќе додадам млечен крем за готвење од нашите пријатели од Бимилк. Почнувам со зеленчукот, или ајде прво ќе го додадеме путерот да се растопи на ниска температура. Не брзајте, затоа што не сме да изгори млекото во путерот, она што многу пати сум ми го кажал. Јас сега што ќе исецкам, ќе си спакувам и ќе си ставам во фрижидер. Не знам колку мине од вас користат дома вакуумерка, меѓутоа, јас мислам дека вакуумерката е нешто кое секој дом мора да ја има првенствено, за да го заштити продуктот што го имаме или со кој што готвиме, да не се расипе многу брзо. И замислете, овој кромит сега што ќе го исецкам, во вакуум кеса, кој што сме го извадиле воздухот, може неколку дена да стои во фрижидерот, а да не изгуби од квалитетот и да биде многу добар за готвење, за конзумирање, како и да сакате. Многу добро ќе го исецкам кромидот и некои велат колку повеќе кромид во свадбарскиот орис, толку повкусен бил. Уште кога ќе додадеме и пилешки бујон во него, има да биде навистина многу вкусен. Разликата од обичниот орис, од белиот до овој свадбарски, е тоа што во свадбарскиот орис додаваме и црвена мелена пиперка. Путерот го слушам од тука. Тоа значи дека добро се растопил. Одлично, сега ќе додадам малце брашно во него. Една лажичка ќе биде сосема доволно. Одлично, оставете го да се испржи полека, меѓутоа никако да загори, затоа што ако го оставиме да загори, сосот ќе има вкус на изгорено брашно, а тоа не ни треба. Јас ќе продолжам додека тоа си се пржи со црвената пиперка. Црвената пиперка ќе ја исечам на мали коцкички кон касе, зелена пиперка и црвена пиперка. Нашиот македонски зеленчук споен со нашиот кочански орис. Идеална комбинација. Од вкусно, повкусно велат. Ете, така сега ќе ја земам и зелената пиперка. Нејзе ќе ја исецкам. Останува лукчето, морковчето и младото кромиче.
Морам само да го измешам еднаш. Путерот и брашното, одлична боја. Уште не е готово. Готово е кога ќе го почувствувате мирисот на брашното и на путерот заедно. Мали коцки на пиперка кои ќе го збогатат вистински вкусот. И пиперката е готова. Сега да видиме до кај сме со... Одлично, еве го почна малку да менува бојата и тоа е она што навистина ми треба. Сега ќе го додадам внатре сенфот. Ќе измешам. Одлично. Ајде сега да го земам лукчето да го исецкам. Знаете, колку поситно го сецкаме лукчето, толку неговиот вкус или арома е појак, затоа што така излекуваат неговите етерични масла. Сосема доволно. И штом лукчето го пушти мирисот, веднаш додаваме од пилешкиот бујон, меѓутоа претходно ќе зачинам со мелен црн бибер. Одлично. Ќе додадам сол. Супер. Сега, пошто веќе лукчето го пушти мирисот, една кутлача од бујонот ќе додадам внатре и полека ќе мешам додека не добијам одредена густина и потоа постепено ќе додавам од бујонот. Одлично изгледа. Температурата не ја зголемувајте никако, нека биде под средна температура, затоа што така секогаш ќе добиеме велутен најубав. Полека си ја добивам потребната густина. Што убаво. Сега ќе додадам од бујонот и ќе оставам така да си крчка. Кога ќе биде готов велуте сосот, на крај во него ќе додадам, како што кажав, и крем за готвење. Одлично. Ајде сега да продолжам да си го сечкам зеленчукот и да го спремам за кога ќе биде готово пилето, да можам веднаш да го направам оризот. А за оризот нема да ви бидат потребни повеќе од 25 минути, таман онолку време колку што ќе се пече и пилето. Морковот исто така го сецкаме на ситни коцки. Едно морковче е доволно за оваа количина ориз, меѓутоа има луѓе кои сакаат повеќе морков, затоа што морковот дава и дополнителна боја. Ево, отлично. И така ќе го додадам. И веќе сме готови со припремата. Сега само ќе ги поклопиме садовите со најлонска фолија и ќе ги оставам во фрижидер. Драги мои, после 2 часа може да видите како изгледа кокошката. Токму она што ви го кажав, ќе има бледа боја. Меѓутоа, верувајте, внатре е толку добро термички обработена, што ако сега ја исечам и ако го стиснам месото, ќе излезе сокот од него. Тоа значи дека навистина е баш како што треба. Сосот овдека си крчка, полека. Бујонот си е исто така на оган, бидејќи кога ќе го додадеме бујонот во оризот, треба да биде жежок. Сега прво ќе додадеме масло и путер. Откако ќе се растопи путерот, ќе го додадеме кромидот и морковот. Еве, убаво си пени, тоа значи дека имаме одлична температура.
Кокошката ќе ја ставам да се пече, како што ви кажав. Меѓутоа, прво ќе го додадам кромидот и морковот, убаво да се испржат. Ставиме на 25 минути, меѓутоа ќе внимаваме да видиме колку време ќе ни биде потребно. Се враќаме кај оризот. Видиме сосот до каде е. Шубаво си крчка. Сега велутето ќе го добие, ќе ја добие и потребната густина, а на крај која ќе ја додадеме и павлаката за готвење, ќе имаме одличен, убав и вкусен сос со вкус на пилешко месо. Секогаш кога правиме ориз, солта и биберот или било кој друг зачин го додаваме на самиот почеток. Затоа што и оризот треба да прими од зачините. Доколку го ставиме на крајот или во средината, ништо не сме направиле. Тогаш оризот нема да прими и ќе биде блјутнав, нема да биде убав. Одлично омекна, сега ќе ги додадеме пиперките. Ќе го додадеме лукчето. Ќе промешаме и ќе оставиме сето тоа да почне да се пржи, а кога ќе се пржи, ќе го додадеме и оризот кој претходно го измив. 250 грама ориз не е доволно. Имам 750 мл пилешки бујон кој ќе биде сосема доволно за да добиеме убав македонски свадбарски ориз. Зеленчукот е доволно испржен за во него да го додадам оризот. И сега на среден оган, малку повеќе од среден оган, ќе го оставиме и оризот убаво да се испржи, а потоа постепено ќе додаваме од пилешкиот бујон. Сега сосот е готов и во него ќе додадам крем за готвење. Ќе додадам младо кромитче, кое дополнително ќе го збогати вкусот. И секако сецкана млада мајчина душичка. Еве ќе го додадам во сосот, мајчината душичка, добро ќе промешам и ќе оставам на ниска температура, полека тоа да си крчка. Промешајте го оризот и не дозволувајте зрната да изгорат. Значи, кога ќе видите дека се добро пржени, а не изгорени, тогаш ќе почнеме постепено да го додаваме и пилешкиот бујон. Кокошката си се пече и има одлична боја. Ете така, готов е. Оризот е доволно испржен и сега полека ќе долеваме од бујонот. И како што кажав, секогаш бујонот мора да биде жежок. Одлично. Постепено и, како што кажав, на крајот ќе додадеме и малце црвен пипер. Оризот е готов, сега ќе го исклучиме од огин, ќе го поклопиме и ќе го трнеме на страна 10 минути. Кокошката ја извадив, погледнете како убаво е испечено, тие мали црни дамки што се, тоа е од лукот. Погледнете оваа убавина. Сега со лепче човек може да си мацне внатре и буквално да си ужива. Ова е дополнителниот вкус кој не е потребен. Ако има повеќе од сосот, додадете го во велутето што го направивме денеска. Сега вака ќе оставам малку, 10 минути. Ми се потребни за оризот да биде готов и спремен вака во моето убаво тенџерче и кокошката да здивне, а потоа ќе сечам едно парче од градите или од белото месо,
Во чинија ќе додадам ориз, ќе го ставам парчето месо и ќе прелијам од озгора од сосот наречен велут. Колку е жешка кокошката уште, меѓутоа како мириса, луѓе, погледнете ја внатре, е идеална. Тоа е тоа што го сакав. Тоа е тоа што го сакав, сега ќе го извадам едниот дел од градите. Ајде прво да го видам оризот. Оф. Одлично. Да. Прав македонски свадбарски ориз. Оф, погледнете го парчето месо. Сега ќе ставам ориз во чинијата, ќе го додадам пилешкото, ќе прелејам од сосот и за денеска сме готови. Спремни, вистински да уживаме во вкусот на храната што сами ја готвиме. Погледнете го оризот. Околу 200 грама, 230 грама оривче е сосема доволно. Сега ќе оставиме пилешкото. Вака. Нека ни е на здравје. Печено пиленце со домакински свадбарски македонски ориз. Одлична комбинација, интересен начин на приготвување и нема да сгрешите ако пробате дома да го направите. Оно што е многу важно е тоа дека можете денеска да го спремите пилето 2 часа на 80 степени, како што јас денеска направив, а утре да го допечете кога ќе дојдете од работа. И секако морам да ве подсетам да го посетите нашиот сајт или нашата веб продавница 4сезони.mk и да си одберете се што ви е потребно за да сготвите убава и вкусна храна. И секако големо благодарам за специјалистичката ординација по физикална медицина и рехабилитација, ПЗУ, Ива Беланова, која се грижи за мене секогаш да бидам во одлична форма. Благодарам и до вас што бевте денеска со нас и имајте убава и пријатна вечер.